Истата болка, различен ден. Истиот проблем, пак и пак. За на крајот, ти сето ова да го наречеш судбина. Но како да го промениме животниот циклус на повторување на едни исти настане, едно исто страдање? Едноставно, како да излеземе од магичниот круг на тековната судбина? Секако, по нашите животи постојат премрежја, постојат околности. Но главниот фактор, верувај си ти. Секој од нас сам си ја крои судбината во склоп на околностите. Но нашето влијание, нашите одлуки и намери, нашите постапки, верувај, го дефинираат нашиот живот во повеќе од 80% случаите. Околностите некогаш дури се попаметни од нас, но како ние да влијаеме на судбината и како ние да сватиме како сами сме заплеткани во тековната судбина. Во видеово ќе споделам освестување, разрешница на повторувачки циклуси од твојата животна патека и одредени вежби и процеси за излез од истата. Промена на начинот на размислување, освестување, стекнување свесност како ние од никаде сами си го уништуваме животот, верувај, допринесува огромен ефект како ќе изгледа нашата животна патека во сегашноста, а особено во иднината. И да, ние самите сме си кројачи на судбината. Иако навидом не изгледа така. Главниот проблем на сечија животна патека е нашето инсистирање да ги решаваме проблемите по наше, а не како што налага живот. Некогаш толку силно се држиме до тоа да се реши нешто како што ние дословно и буквално сакаме. А всушност, животот се разрешува, се менува во танц со околностите. Синхроницитетите се тие што ни отвараат одредени врати, бидејќи често се случува ние да тропаме и на погрешни врати. Затоа постојано повторувам дека околностите се некогаш попаметни од нас. Некогаш е добро да си одбиена од неколку луѓе со цел околностите да те испратат на правилна патека. Често пати се случува сите страдања и премрежја кои што треба да ги разрешиме ни се доделени токму нам, за да не одведат на некое место каде што е многу подобро отколку кај што сме. Тоа што те држи во истата судбина не е секогаш вина на други луѓе, а вина на фамилијата, вина на несретни околности. Тоа што те држи во истата судбина не е секогаш од надворешен фактор како што ние, односно повеќето луѓе знаеме да обвиниме. Но како ние да излеземе од сето ова и реално да си го подобриме животот? Под број 1. Излези од образецот што е нормално и како треба да биде. Излези од мислата дека сите работи треба да бидат и да се разрешат како што мислиш ти. Под број 2. Излези од мислата како треба да е. Како треба да е, буквално ги уништува сите идни шанси и прилики кои што животот реално ги нуди. Животот не нуди само лоши настани, нуди и добри. Но ако цврсто се држиш до идејата
како треба да е и како треба твојот живот да биде, тогаш реално низ овој филтер нема да можеш да видиш ни една прилика, ни една шанса, никаква нова патека која што ќе те одведе на нешто подобро. Избриши го во твојот мајндсет, во твојот начин на размислување, што е нормално. И како прават сите. Ние веруваме во перцепција дека треба да биде нешто нормално, а ние немаме точна дефиниција што е нормално. Ние можеби имаме некаква површна перцепција што прават здравите и успешни луѓе, но точно во детали не знаеме што прават. Ако ја следите толпата, ќе видите дека и таа не знае каде точно оди. Но се започнува од твоето внатрешно јас. Што точно сакаш ти? Без јасност, каде сакаме да одиме, ние не можеме да се одредиме животната патека. И секогаш ќе се вртиме во едно исто или ќе дозволиме да не носи животот по патеки случајни. Но верувам дека ти не си таква личност, затоа и го слушаш видеово, бидејќи мислам дека ти е преку глава од случајност. Веќе сакаш со намера и со план да си го раководиш животот во точен и дефиниран животен дизајн во танц, нели велиме во танц со околностите. Главното сидро што не држи во една иста судбина каде што долго време страдаме, секако е болката, односно непроцесираната болка од минатото. Ако имаш неразрешено минато, секогаш ќе се вртиш наназад и ќе стравуваш дека тоа ќе се повтори. Доколку реално во моментов стравуваш дека нешто од минатото, сега и ова пак го знам и пак ќе се повтори, тоа реално ќе се повтори. Зошто? Затоа што ние сме креатори и ако сметаме и сме уверени дека нешто ќе се повтори, тоа на вистина реалноста ќе ни го потврди. Тоа би значило дека формулата за излез почнува од нас. Но која е формулата? Формулата е цврсто уверување дека имаме можност, сила и нов мајндсет за излез од тековниот циклус, доколку сметаме дека немаме. И понатаму реалноста ќе ни го потврди. Но како болката не држи усидрени во минатото? Болката и поразите од минатото и како требаше да биде нашиот живот е еден огромен синџир кој не ни дава никаков напредок за иднината. Непроцесирана болка создава еден вид филтер, еден вид очила низ кој што ние гледаме. Често пати болката од минатото, доколку не е процесирана и не е интегрирана, односно тоа значи прифатен пораз, кога ќе прифатиме дека некогаш сме поразени и имаме болка од минатото, некогаш станува збор за поголем проблем, затоа велам процесирање и интегрирање на болката, автоматски целото прифаќање предизвикува да ние имаме натрешна стабилност и отсуство на страв. Кога стравот отсуствува, човек е похрабар и затоа успешно исчекорува кон нова прилика. Во спротивно, стравот ќе манифестира повторувачки циклус. Зошто? Бидејќи ние се исто веруваме, тоа и ќе се оствари. И сега да видиме како болката и траумата станува твоја судбина. Се што доживеа во минатото
и зашто силно се држиш како искуство, одредува да бегаш и да не повторуваш, да не се охрабруваш да направиш исчекор. Но затоа денес со мене ќе работиме еден процес кој што се надевам успешно ќе успее да ослободи добар дел од заробена енергија, која што буквално и секојдневно те спречува да направиш промена, односно излез од тековната судбина. Процес број 1. Наблюдувај го кругот. Сега обиди се да се сетиш која емоционална болка постојано да повторуваш. Може да биде некаков пораз или губиток на значајна личност од минатото. Доколку изгуби некоја значајна личност во минатото и се уште држиш болка во себе, тоа креира блокада, страх и неможност, односно несакање на излез од тоа, бидејќи споменот кој што е креиран се идеализира и ти се држиш многу силно до тоа. Ако сега за момент ги затвориш очите и помислиш на таа значајна личност или тоа значајно нешто што го загуби, каде во телото ти се наоѓа таа стега и таа груд? На која локација во телото ја држиш оваа болка? И сега прашај се себе си, колку долго робувам на овој спомен? Колку долго време имам горчина поради овој пораз, загуба? Зошто си дозволувам тоа постојано да ме врзува? Некогаш се држиме силно до некои спомени и не сакаме да изгубиме сеќавањето на некој што ни бил близок или нешто што ни било значајно. Но тоа никако не ни служи нас, ниту на таа личност што сме загубили, ниту воопшто на ничија животна патека. Едноставно ефектот е ти остануваш личност која што е заробена поради ова. И сега најважното прашање, која цена ја плаќаш за да седиш во ова? Зошто треба страдањето да е некакво херојско дело? Дали е ова доволно? Што сакаш всушност подсвесно да му докажеш на светот преку твоето страдање? И зошто постојано сакаш некого да го убедиш дека си 100% во право? Зошто служи моето страдање? Кој лик и која личност би била јас, значи ова на себе си ќе си го поставиш како прашање, која личност би била јас, доколку оваа болка што ја носам и спомен од минатото не постои? Како ќе се чувствувам јас? Едноставно, моето страдање не постои. Што ќе направам? Поинаку? Кој дел од тебе се уште крвари тивко во тишина? Кога креираме ново судбинско сценарио,
никогаш тоа не е некоја нагла, голема промена. Секогаш се одвива чекор по чекор. Ова го знам прво од моje искуство, бидејќи јас сум креирала нормално, животот носи промени и јас сум сменила неколку мои верзии. Дури и мојот лик изгледаше поинаку, мојата коса изгледаше поинаку, моето тело изгледаше поинаку. Значи, секоја верзија нова ние едноставно се менуваме и внатрешно и надворешно. И уште еднаш да напоменам, луѓето мислат дека промена на судбина и промена на судбинско сценарио или скрипт се прави нагло, со големи, така наречени километарски чекори, и дека треба ние сега од утре да имаме огромна промена. Тоа реално не е можно, меѓутоа, бидејќи сум сведок на собствени промени, а и многу животни промени кај мои клиенти, секогаш промените одат суптилно. Значи, вие почнувате, ставате намера, ослободени од претходната болка и од стравот од иднината, и исчекорувате и покрај се како е. Промените се суптилни, некогаш се и напорни, бидејќи животот ви фрла тестови. Моментот кога ќе сакате да ја промените животната патека, вие ќе не идете на тест. Тестот највообичаено е да некако се вратите назад во комфорт зона. Ако останете во комфорт зона и не барате некои животни промени, нема да добиете тестови. Едноставно се ќе си оди по некаков тек, нешто исто ќе се повторува, вие ќе прифатите да тоа е животот, ова е судбината и едноставно ќе ги заборавите вашите желби. Заборавање на твоите желби, планови, е фактички затварање на се она што твојата душа го сака. Многу мои клиенти ми велат, ама ова не е така лесно. Верувајте, потешко е да седите во едно исто страдање, отколку да направите исчекор. Нашите животи овде и нашите животни сценарија не е предвидено ние да седиме во некакова така наречена комфорт зона и да не растеме. Значи, нашата душа има потреба од раст, има потреба од промена, има потреба од многу животни искуства. Така да, топло препорачувам, бидејќи јас сум сведок на моите лични промени и промени на многу позитивни промени на многу мои клиенти. Секако дека постои процес во меѓувреме, но верувајте, тоа е многу поекономично, да речам, поевтино отколку таа скапа цена што ја плаќаш за да останеш во едно исто. Животот нуди различни искуства и мислам дека би требало човек да се отвори кон различни искуства и внимателно и со поставување на план и граници да тргне кон една патека на промена за подобрување на сегашноста. Секогаш може да се ја подобриме сегашноста, само доколку ставиме намера. Ние сме моќни битија, моќни креатори и секогаш ќе го искреираме она во што силно веруваме. Внимавајте, вашата енергија е на вистина значај. Се надевам ги појаснев малку работите, процесите и прашањата. Сметам дека треба да се земат во најсериозен облик, едноставно да настане преиспитување на луѓето, односно договор на самите нас со самите себе, како треба да изгледа нашата иднина и нашата сегашност. Ако не сме задоволни, ние да зачекориме слободно на таа патека. Често пати луѓето ме велат немам поддршка. Немав ни јас. Некои велат ме обвинуваат, не знам, некаква себичност, некаква... Не се осврнувајте на и не барајте поддршка, бидејќи поддршката е мит. Може би ќе снимам некое видео каде што ќе ви објаснам околу поддршката што очекувате од другите луѓе, а тоа не можат другите луѓе околу вас, не блиските да ви го овозможат. Промената треба да е твоја. Не треба да зависи од другите и нема потреба никој да те поплаче. Како што и веќе напоменав,
неколку пати и во претходните видеа. Ние сме божествени суштества и имаме поддршка од виша сила и од нашата повисока свест. Така да, слободно може да се исчекори, бидејќи на патеката, штом ќе исчекориме, ќе добиеме поддршка. Не можеме да ја очекуваме од нашите блиски, бидејќи тие познаваат една верзија од нас и секогаш ќе ја повикуваат таа верзија. Кога ние креираме нова верзија и нови промени, едноставно не кореспондира тоа со околината наша. И затоа често пати отсуствува поддршката, не дека луѓето не сакаат да ви ја дадат, него едноставно на вистина не можат да знаат што вие сакате, а понекогаш и се плашат од тие промени. Се плашат да изгубат старата верзија која што веќе ја имаат. И можеби на некаков начин им одговара, им служи и така натаму. Сепак ние сме битија што учествуваме во некоја семена констелација или констелација, да речеме, на работа, во поширокиот круг на фамилијата, во социјалните кругови, така да вашата нова верзија ќе има еден проблем докога вие ќе ја креирате, ќе има проблем докога се склопи во нова динамика, но и тоа е минливо. Се што е во кореспонденција со желбите на вашата душа, верувајте, е за ваш добробит. Траумата и болката од минатото знае да направи блокада и уверување дека сте беззначени, дека си беззначена личност, дека си слаба, дека не си безбедна, дека тоа не е за тебе, дека не заслужуваш. Но верувај, тоа доаѓа само од болката што е неиспроцесирана. Се надам дека сите овие инструкции ќе ти помогнат да започнеш нешто лесно и едноставно уште од утре. Никој не може да ме убеди дека првиот чекор е не знам, тежок и треба да е голем и масивен и не знам. Се почнува со мали чекори, нешто што е лесно и едноставно и што можеш да го започнеш од утре. Потоа продолжуваш и задутре, и другиот ден, и третиот. Едноставно ти се гураш сам себе. Човештвото сега се наоѓа на една еволуциона патека, каде што ќе треба ние да си превземеме одговорност за собствените животи и да сватиме дека ние сме моćни креатори, имаме моќ да влијаеме едноставно на се тоа што ќе ни донесе добробит и подобар живот.